можеби ќе биде како објаснување. Во однос на групите кои што се одбра да работат на подобрување на Куперов тест, всушност подобрување на VO2 максимум, а Куперовиот тест ќе биде секундарна информација. Гледам дека има 13 гласа. 13 гласа има за ќе вежбам Куперов тест, сега нешто се мнува овде. Океј, некој се откажал или не се откажал, како и да е. Значи 13 дека ќе работат Куперов тест, 8 дека ќе работат интервални и континуирани трчања. Што мислите вие? Што е по-лесно според ефорт или вложена енергија? Да го трчам Куперовиот тест на секој тренинг или да правам комбинирани тренинзи преку интервални тренинзи еднаш или два пати во неделата и континуиран тренинг? Нормите, мислам, интензитетот го зададов, кажав кој е 80% за едниве, кој што е континуиран на 90-92% тука негде за интервалниот тренинг. Или другата комбинација што кажав за ова вторава опција. Значи, што мислите, што е по-лесно, да трчам секој тренинг Куперов тест или да правам класични тренинзи? Втората комбинација. Втората комбинација, професор, класични тренинзи, интервални тренинзи. Точно. И затоа прашав дали има некој од тука што се пријавил за Куперов тест да трча секој ден. Очигледно не разбрале колегите и колешките. Преку трчање на Куперов тест, всушност тоа е субмаксимален, Витамакс тест. Витамакс тест значи дека трчам колку можам и колку не можам. И се треба секој тренинг да правите максимални напори. А од друга страна, преку овие комбинирани трчања, не се изведуваат тукави напори. Подолги се малку тренинзите, ќе бидат, ама не се изведуваат. И се надевам дека ќе допре информацијава до колегите, бидејќи никој ништо не чита. Мислам, никој, повеќето од вас не читаат. Вие што сте тука најверојатно читате, таа е бројката. Водените студенти, голем дел приметив дека се лост комплетно, следат месенџер група, па не добиваат никакви информации. Или едноставно ги скокаат информациите, не ги интересира. Ама се надевам ќе допре некаква информација до колегиот. Куперовиот тест ќе биде задолжителен за сите, што значи дека ќе се очекува и тие што ќе имаат положено да подобрат нешто. Сега, на вас останува дали ќе се вклучите во програмава, што искрено морам да кажам секоја чест Андреј ме потсети и иницираше и би било добро да изреализираме или ќе оставиме тоа туку така да помине Куперовиот тест со скриншот. За скриншот нема да помине, затоа што можам на кучево моје да ставам саат или телефон и ќе истрчам. Така да, ете нека биде еден договор, екстра договор, бидејќи гледам дека не може да се замотивираме, а од искуство како предавач и по менталитетот наш, доколку не се зададе некоја норма, тогаш нема учество. Ние сме така некако летаргична нација. Ако може низ мала врата да поминеме. Зборувам генерално, секоја чест за тие што се вклучуваат и секоја чест за тие што се активни на предавања и што сакаат да допринесат. Особено ќе ги пофалам на студентскиот сојуз и како се викаше организацијата, не ме фаќате се за збор, они се многу активни и учествуваат студенти на додипломски студии, значи ваши колеги од прва до четврта година учествуваат во истражувања, што е фантастично нешто. И ако може да се дружите со нив, би било добро. Меѓу другото, ова е еден тип на вакво истражување, кое што ќе оскоцкаме, тие што сакаат да учествуваат поактивно, може да го објавиме и како труд. Значи, тоа ќе биде огромно искуство за тие што ќе учествуваат активно во креирање на трудот. Јас сум тука ќе помогнам. Не е проблем, 60 и нешто трудови имам направено, знам да направам, мислам, не сум се представил во тој дел, ама тоа ми е професија, каде што може да скоцкаме еден официјален труд и математичко, статистички да докажеме дали има подобрување кај вас
Значи, дали е значајно тоа подобрување, или нема, или не е, или има подобрување, а не е значајно, и да направиме компарација помеѓу двете групи кои што работат и да го докажеме тоа математички. Значи, доказ да има. Така се работат истражувања. Така да, без разлика на прва информација дека Куперов тест ќе полагате сите, доколку сакате да ги, што всушност не е ништо страшно, многу поголем мотив овој вториот дел што го кажав, доколку сакате да се вклучите во истражување, да го видите процесот како поминува на креирање еден краток текст, креирање на, усвари користење на алатка софтверска за статистичка обработка на податоци, како се креираат групите, менеджираат, мислам, од понатаму, од кога се добијат информациите, се структурираат во Excel и едноставно финтата е на крај да се даде добра дискусија и добар заклучок. Ако сакате да учествувате во тоа, јас сум расположен. Во тек на овој период до тамо до крај на мај имаме време да го изреализираме ова. Дури може да одвојаме еден час за тие што сакаат да се вклучат, посебен час, да, сега ми дојде како идеја да ја направиме целата таа математика за 1 саат, се максимум 2 часа, ќе сработиме се што треба и после треба само да се среди текстот во еден формат од 7-8 страни, 6, некога со користена литература. Океј. Имате нешто да замерите, прашате или дадете идеја во однос на овој дел? Повторно сум сам. Не, професор. Добре, супер. Андреј, тука? Иницијаторот? Здраво, тука сум професор. Тука си. Андреј, дали знаеш како политички партии во село Раштак одзив имаме 8 гласа, во центар имаме одзив 13 гласа. Да. И тие имаат мал одзив, ама се чаталат со тоа, има 13 со 8 гласа. Мал одзив имаме, Андреј. Може да направиме сепак и со, ако сите останат да го работат тоа и да ги следат тренинзите, и да прават дневник на тренинзи. Многу е битно да прават дневник на тренинзи за да знаеме што сработиле, за да може да ги изедначиме на почеток и така натаму. Да не биде некој ако правил 4 тренинга, овој што правил 3 тренинга нема да биде истиот ефект, нели? Но можеме да направиме и таква една статистичка обработка на податоци со непараметарска статистика, каде што и со мал број на испитаници во една, мислам во двете групи, може да се направи еден вид на доказ дали има влијание или нема влијание програмата и дали се разликуваат групите. Па не знам, мислам дека изгледа интересно, барем мене. Да. Ако ви изгледа и на вас, ето уште еднаш, имајте ме, ке некако ке пишам или на Facebook дали работите, дали не, праќајте, водете дневник, ке споделите дневник, тие што се тука, тие што не се тука на часов, ке слушнат најверојатно, па ке битно е да се води дневникот и да ги добиеме информациите на крај за да се систематизираат во еден Excel, кој што може да биде само бројка. Преку бројка ние ќе направиме доказ. Но ако имаме доволно бројка во групите, ако нема, ја препорачувам и да се изедначат групите. Би било уште поубаво. Но ајде, понатаму за тоа да не одвојам многу време, имаме тема која што се нарекува координација. Професоре, кога може да почнат? Утре. ученици? Добро. Утре. Сега Добро. како да ги замотивираме да почнат? И би требало да почнат методски сите во истата недела, но да оставиме нека тераат 4 недели, ке фатиме ние, би било добро да фатиме и 6 недели. Па да направиме тест на третата недела, Куперов тест, и да направиме на последната недела Куперов тест. Може. Може, ама ја и ти. А може од понеделник да почнем? Тоа ми се допаѓа. Затоа што јас сум болна, не сум ни на работа сега и нема да можам баш да вложам некој напор голем за денес или утре. Апсолутно не е проблем, пожелувам побрзо опоравување, но ми се допаѓа реченицата која што е многу студентска од понеделник. Професорот кога да кажете вие од тогаш, не е проблем. Не. Вие треба да пораснете. Значи, ние треба да пораснеме сите како нација и да си ги превземеме одговорностите и да кажеме да, јас ќе одберам 4,
недели или 6 недели и ќе почнам, како што каже колешката, од вторник. И никаков проблем нема. Микроциклус е 7 дена. Дали микроциклусот ќе почне од понеделник, дали ќе почне од среда или од сабота, не е битно. Значи може од сабота почнете, следната, ако сакате, 4 седмици ни треба. Тоа е идејата. Тоа е еден микроциклус од сабота до сабота. Значи ако почнете од среда до наредна среда е еден микроциклус. Во тој микроциклус, така се нарекува, тамо може да направите 3 до 4 тренинга. По една од методиве која што ете ги предложивме со Андреј. Така да има една ова е за машките малку. Жената го пратила мажот да купува во продавница и жената го исклучила мобилниот телефон. И ја прашале, зошто го исклучуваш? Па вика, нека се осамостои малку, само ме цила, само ме прашуваш дали треба ова да го купам, дали ова добро. Исто важи и за нас тука, бидете самостојни, задачата е дадена, вие направете си план, гледате студирање и за редовни, за вонредни е на некој начин вонредно, сем тамо на крај на мајки мора да ги одработиме практичните часови планирани, тогаш ќе ги одработиме за сите, кој сака да дојде бурум, кој не сака да дојде нивна работа. Исто важи за редовни и за вонредни, но идејата е дека еве ви еден предлог, вие најдете си термин кога ќе изреализирате тренинзи. Најдобро би било сите одеднаш да ги работиме, не може, тоа е факт. За да така се прави истражување. Контролирана група. Групата јаде, спие, прави дневни активности со иста динамика. Но тоа не може да го направиме. Го имаме во предвид и затоа некој ќе прави тренинг наутро, некој ќе прави навечер тренинг. Некој ќе го направи тренингот во фитнес на трака. Океј. Немајте Куперовте за трчата на лента, не дава добри податоци. Што значи, ви одберете се. Јас со Андреј дадовме предлог, програма. А другиот дел е до вас. Океј, Лазе? Океј, професор. Ајде да видиме што ќе успееме од оваа активност. Секоја генерација има едно 15 на 20-25 студенти кои што добиваат десетки. Па сакам да кажам, се влажуваат и го средуваат материјалот комплетно. И сега од 140-170 студенти, гледате колкав е бројот. Добро, дај да не должам, одиме на тема координација. Сега се извинувам што само да го преместам ова. Сега ја го гледате целиот слайд или ништо не се гледа? Овој слайд гледаме слайд што пишува Human Motors, десно, лево е вашиот слайд, пишува од 1 до 20. Ајде да видам сега вака. Сега? Сега е црно, чекаме да се уклучи нешто. А сега? Сега се гледа профил. Да. Изгледа најдов финто. Ја шерувам цел скрин и прави проблем, ако шерувам само презентација во ред. Добро. Се извинувам што презентацијата на англиски сум ја загубил македонската верзија. Не знам зошто и кај отишла. Но мислам дека нема да биде проблем, ете може биде потик, дека да ги искористиме термините, интересни се термини, и така малку ќе прошараме со интернационална терминологија. Координација како моторичка способност кај луѓето, така насловот тоа го кажува. Овде има и едни топчиња, ќе сработиме со топчиња, но чисто би било добро да го така еден преглед да направам. Значи, human motor abilities, човекови моторички способности. Тоа е преводот. И сега исто како и кај другите способности, прво ќе зборуваме за дефиниција, кај координација малку повеќе за дефиниција ќе зборувам. И тамо тоа е првиот дел, вториот дел е можеби видови на координација, ќе ги спомнеме низ дефиниција, и третото е како се подобрува и некои примери на вежби, а најголем број на примери на вежби ќе направиме на практичен час.
Но сепак слайдов што покажува дека едново движење, не било кое движење од десна страна што го гледате, е комбинирано, тоа го спомнавме во латентниот и во манифестниот простор, минатиот час е комбинирано од моторички способности и умење. Skills се умење или знаење, или motor skills, значи acquisition of motor skills, создавање на моторички навики, или учење на нови движења. Тоа се однесува на skills. Значи, ние за да ја фатиме чашата, за да ја допрам чашата, ја треба да имам умење како да пристапам со раката кон чашата, ама треба да имам и одредена сила, одредена издржливост, одредена брзина да контролирам, за да можам да допрам со раката до чашата. И секое движење е всушност една комбинација од моторички способности и моторички навики. Се моторички навики ќе изборуваме нареден час, но еве неколку пати кажувам, тоа се добро формирани моторички, добро формирани движења кои што се усовршени до степен на автоматизам. Значи, ја не размислувам кога возам велосипед, не размислувам кога скијам, не размислувам кога пливам, пардон. Тоа се научени движења кои што се, повторно ќе кажам, доведени до степен на автоматизација. Моторичките навики за нив зборувам. И затоа велам не размислувам, значи не вклучувам свест, едноставно се научени. Може додека возиш велосипед да правиш нешто друго, да зборуваш со другарчето, што исто така вози велосипед, да разгледувам околина, ма не размислувам на одржување на рамнотежа, на вртењето, на силата која ја ставам и така натаму. Тоа доаѓа спонтано доаѓа. Зошто? Затоа што во фазата на учење на овие моторички навики учествувала многу свеста и централниот нервен систем, но кога ќе се научи движењето, оно се става на субкортикално ниво, значи веќе е меморирано. И ние само го повикуваме тоа движење, оно си работи во позадина. Значи автоматски си работи, затоа се нарекува доведено до автоматизам. И сега, приметувате дека овде почнам да зборувам да движењето, дека се учи и се прави, и тој процес треба некој да го координира. Значи, новите движења, генерално, се координирани од страна на моторичка способност, која што се нарекува координација. И таа ги инкорпорира прецизно, значи дава координацијата во позадина како латентна димензија, веќе знаеме што се латентни, што се манифестни димензии. Координацијата како латентна димензија помага да се направи вистинско движење, ама тоа е во skills спаѓа, значи вистинско движење, skills, добра моторичка изведба, и да ја контролира таа моторичка изведба, да каже колку сила треба, колку енергија да вложи, која брзина да оди, кој што ги спомнав, работи. И целото тоа всушност се формулира како едно движење. Се формира како едно движење. Така да оваа комбинација на движењата е секогаш единство на моториката, каде што е комбинација од моторички способности или abilities и моторички навики или skills. Литература, стара добра литература, тоа е тоа. Мислам, има и нови истражувања, ама генерално вакви обемни истражувања се работеле многу порано за структурата и тоа е тоа, нема нешто посебно. Зборував за курели, за тестовите, за факторска анализа, само правам едно подсетување. Многу ја користам оваа санта на лед, нека стои тука, ќе ве асоцира, ќе ве подсети што е тоа латентен, што е тоа манифестен простор, ќе ве подсети што се тоа, значи, како да, која способност преку прашањава од озгора, значи колку брзо, која дистанца, колку силно, тоа е дозирањето, или тоа е видот на способноста што ја прикажуваме, што всушност во позадина како латентна димензија постои. И таа може да видите дека координацијата во црвено, тоа е интересниот момент, како е групирана и кои способности всушност се групирани околу координацијата. И сега ако гледате на еднава страна дека се малку по физиолошки способности, издржливост и сила, силови способности, endurance и strength, мислам дека нема потреба да ги преведувам термини, ги знаете сигурно. Флексибилноста, кажавме минатиот час, е одвоена некако на страна, брзината си е одвоена на страна, пазете во координацијските способности што влегува. Ние препознаваме, например, agility, агилност. Агилност е подвижност, change of direction, промена на правец,
во кратки дистанции. Тоа е дел од координација. Значи, ја да бидам подвижен, значи дека добро ги организирам моторичките информациите кои што доаѓаат до мускулите. И точно на времено се активираат одреден број на мускули и има прецизно движење, дури да не го знам движењето. Баланс или одржување на равнотежа, повторна координација, меѓумускулна координација. Прецизност, нормално повторна меѓумускулна координација, некоја која што треба да ни покаже, да ни овозможи всушност да погодиме нешто, да истреламе нешто, да шутнеме или едноставно со наведување на предметот да покажеме во некое место. Значи тоа е прецизност, на кратко ќе ја споменеме во иднина. Така да држете се до оваа санта лед, е супер за, мислам, ако може да биде прашање на испит, ја дам стандартна на лед и објасните ми што е тоа латентно, што е манифестно, кај се организираат способностите, вака визуелно е супер представено. Не од мене, мислам, таа е од многу одамна представена на овој начин. Може би боите се сменети и групирањето на способностите се од мене некако, мислам, секој предавач има свој инпут. Што представува координацијата? Ќе направиме еден квиз, ама на крајот, прво јас ќе дадам скоро цел час објаснување, а после вие ќе ми кажете. Значи, ова е, како се нарекува, Turkish sit-up се нарекува, Turkish stand-up. Мислам дека беше. Движење во долу што го гледате. Дали некој од вас го пробал, го работил? Многу едноставно. Значи, држите еден кетелбел или руско звоно, или текче во рака, ама поедноставно е руско звоно, затоа што може околу палецот да се вртка. Како се менувате вие, така се намести легионот тежи. Треба од лежење, како знаете, да станете, ова е вежба за сила, функционален тренинг за сила. Како знаете да станете, со тоа што раката треба да биде испружена горе. Значи, руското звоно или кетелбелот секогаш да биде дигнат горе. Исто се прават вакви повторувања, например, од лежење, стани, исправена состојба, гледате по крајната положба, легни. Повторно, пробуе да, значи, не можеш да легнеш веднаш, него туку треба да направиш одреден сет на движења кои ќе се објаснети, скоро по истиот принцип да се вратиш и назад. И се, например, за 30 секунди работите вакви 7, 8, 10 повторувања на една рака, 7, 8 на друга рака, за 30 секунди нема да можете, ама нека бидат тотално, например, 12 повторувања, 6 со 6 за 30 на секунди ќе ги направите. Која знае вежбава? Кој не ја знае треба да ја научи. Пази се, да ја научи. И вежбава е всушност, да објаснам, дека се работи за функционален тренинг за сила, значи вклучува огромен број на мускулатура, генерално раменскиот појас, затоа што правиме стабилизација, гледате тегот е над рамото, ама тука побарува координација многу, и ако делува вака смешно, ама која пробал прв на сите, прва грешка е што раката прво не знаат како да станат. И вие кога треба да изведете ново движење и кога не се соочувате секогаш со проблемот, чекај се како да го изведам. Тука е потребна координацијата. Координацијските способности се потребни во првите движења, секогаш. И тогаш може да приметите од група луѓе, ако имате, кога им даете ново движење, они молчат, они се сконцентрирани сите и пробуваат да ја решат задачата. Значи не математичка, него движечка задача да решат во овој момент. Значи група луѓе давам ваква вежба, сите прво како да станам, се местат, пробуваат. Наместо застани, размисли и нормално ќе сгрешиш, може би првиот пат ќе сгрешиш, вториот пат, третиот, пети, шести пат веќе ќе се подобри движењето. И втората грешка е што раката не останува горе, туку секогаш ќе пружа напред, надолу, на страна и многу тешко е движењето и целиот фокус се отежнуваат. И затоа е супер вежба, каде што фокусот во раката, всушност ги работите и сите други мускулни групи. Има чучнување, почучнување, стомачните, абдоминална мускулатура се вклучува, грбна мускулатура стабилизација прави и така натаму. Кочење назад кога водите, истото се случува. Но, одбрана е овде вежба затоа што има степен на координација, иако е силова вежба. Координација или учење на ново движење ви треба и ако никогаш не сте работеле бенч прес, значи подигнување на шипка на гради. И тогаш треба координација. Многу малце, ама треба. Координација треба во скијање, координација треба во подскокнување со јаженце, потфрлување на топчиња. Шутирате на кош со баскет и ви даваат тениско топче.
Дали ви треба координација повторно за да ги преструктурирате движењето? Да, ви треба. Секогаш кога има ново движење или движењето во нови услови, нас не треба координација. И сега, како се дефинира, например, координацијата? Олсон супер ја има дефинирано, искористив од кај него. Вика капацитет да се разберат, примат и решат функционалните проблеми во најразлична средина, каде што моторичкото однесување треба да биде флексибилно, динамичко, ефикасно и продуктивно. И сега, ќе прочитате неколку пати дефиницијава, ќе ја разберете, ја пробав да ја преверам. Во секој случај зборува дека она што го кажав, треба да го разбереме движењето, примиме и да решиме моторички проблем или движење, да решиме некое движење, да биде тоа ефикасно. Многу едноставна дефиниција, не мора на памет да се знае. Само затвори очи и да знаеш што е координација, која дефиниција да ја кажете, ќе објасните. Ако тој од другата страна ќе каже, ја не разберам, дајте примерче некој. И ова мора, кога ги учите работиве, мора да ги пробувате сами, да си раскажете сами на себе. Значи, пробај да раскажеш што е координација. Не, знам да размислам. Не, изговори. Изговори и кажи, затоа што преку вежбањето на движењата, тука и уста и се влегува, ние помниме многу повеќе од колку само да замислам. Зошто го кажувам ова? Затоа што координација е апстрактна тема. Кога ќе сватите за координација, ќе разберете за латентни моторички, за латентни манифестен простор и сите други теми ќе ви бидат поедноставни за прифаќање. Она е малку покомплексна и бара повеќе теорија. Ама можеме, зашто не? Еве една друга дефиниција од Гајч, Марија Гајч, супер книгичка, има во книгите тамо, не знам каква е копијата, ама е фантастична книга. Вика, координирано движење е диригирано или насочено и контролирано во енергија, време и просторно организирано. Значи, движењето кое што побарува координација, секое движење е координирано, нели? Ама реков дека ако ние го знаеме движењето, тогаш не ја викаме толку координацијата на помош. И сега, без разлика дали го знаеме или не, секое движење, значи, е координирано и бара да биде насочено и контролирано според енергијата, времето, просторната организација, значи во простор како се организира движењето, дали се движиме, дали не, дали шутираме, дали и така натаму. Вели Хенри дека, стара дефиниција, вели дека е способност, значи координацијата е способност за изведба на хармонични и синхронизирани активности на ефекторниот систем. Сега да не ви изненади, не знам дали го спомнавме тоа, мускулите се ефекторен систем, значи нешто што сработува. Ајде да не навлегувам, значи само така ќе го држиме, афекторен и ефекторен систем. Афекторниот систем е тој кој што дава команди, централен нервен систем и така натаму, а ефекторен систем се оние мускулите и се што извршува наред. Значи, ова што прави афект и ова што прави ефектот од афектот. Да не комплицирам, значи хармонизирани и синхронизирани движења. И вели дека координацијата или овој простор на координација е основен, е темел за анализа на моторичко движење. Дечињата, бебињата во развој, правилниот развој на бебињата се проценува според движењата. Значи, они не може да кажат да решат математичка задача или да направите тест на интелигенција или да проверите каков е централниот нервен систем. Има методи, например, доколку стопалцето на бебето се допре или се почеша, се иритира одоздола, но ако се собере, тогаш е добар знак дека има добра комуникација со централниот нервен систем, со најдолниве ефекторни делови, значи мускуливе на стопалата. Истото и на рачињата, ако има грчење на рачињата, стегање, движења било какви. Ако нема никакви движења, тогаш е проблем. Значи нешто се случува на ниво на централен нервен систем. Така да движењава се користат и ова поле на координација се користи многу за анализа на моторичкото движење. Не само за правилен развој, туку понатаму за селекција во спортови и за давање, едноставно за во живот помага. Иако е различна, например, не е секогаш врзана интелигенцијата со, тоа ќе учите во психологија, со интелигентни движења или координирани движења. Значи имате супер интелигентни луѓе кои што не го користеле телото и едноставно
не успеале да направат таква поврзаност или апликација од суперинтелигенцијата на ниво на моторика. Но тоа е друга тема која што не сакам сега јас да ја допирам. Имате ли нешто да кој искоментирате во однос на овој дел? Споменав, координацијата се користи за усовршување на нови движења. Значи, пази, skill acquisition користам повеќе термини. Усовршување на нови движења, учење на нови движења, формирање на моторички навики. Тоа е се истото. Значи, моторичка навика е усовршено или научено добро движење. Ја не мора да ја читам дефиницијата, знам што е, ве мотивирам и вас. Кога ќе научите што е, не ви треба на паметен, за мене нешто најглупо. Тие стихотворби што ги учевме порано, тоа е страшно. Не знам, може би сум грешка, ама јас на памет не учам. Не сум учил и не можам. Имам проблем со меморија. Она рипчена од Немо, цртаниот филм Дори, мислам дека се викаше, она имаше short term memory lost. Значи, после 3 секунди забораваше каде и што. Како и да е, дефинирањето ќе произлезе само доколку ги знаете нештата во позадина. Така да Бернштайн вели дека значи, координацијата е сет на информации која што ни треба за да направиме, да организираме едно ново движење. Супер. Само размисли и застани и размисли што кажал човек. Сет на информации кои што ни се потребни за да организираме ново движење. Вика, основа за учење, за совладување на нови движења. Значи, втора дефиниција. Метикош. Дали е слична првата? Апсолутно. Кога зборуваме за координација и учење на нови движења. Затоа велам, ова све се однесува на координација и учење на нови движења. Како координацијата помага или каде е координацијата при учење на нови движења. Трето, или тамо дефиниција од професор Диове, се јавува во процесот на учење на нови движења како креативно време. Сега, може нешто да пробаме. Мислам дека го пробавме ова на час. Ке треба да ви исконтролирам, ама еве можете. Не го пробуваме тоа. Жонглирање со 3 топчиња. Дали некој од вас успела? Жонглирање со 3 топчиња. Имате 3 топчиња, 2 раце. Едно топче секојаш треба да е во воздух, нели? Овие професионални жонглери имаат 15 топчиња со 2 раце. Повторно сум сам, изгледа дека никој нема пробано. Едното топче е во движење, додека другите се статични во тој момент, секунда. Не, јасно, ма дали Магдаленева имаш пробано да жонглираш некогаш? Па, мислам, чисто како креативно, забавно, не нешто по-конкретно. Јас имам пробано. Со кој момент, еве, двајцата или било кој, со кој момент најмногу се соочувате? Што ви прави проблем за да процените кој топче кај треба да оди? Јас имам пробано. Немаш или имаш, извини се? Немам јас пробано. Океј, еве, Магдалена има пробано. Со што се соочуваш најмногу? Што се случува топчињава? Они каков проблем прават? Ти фрлаш нагоре и треба да го фатиш другото топче, арно, ама ова топче од згоре што прави? Брзо. Што прави брзо? Целта е, мислам, дека што побрзо да го фатиме моментот. Затоа што не го разбирам баш прашањето, што прави топчето. Ајде ќе објаснам. Топчето паѓа многу брзо, тоа прави. Значи, ние се соочуваме со време, недостаток на време за да размислиме и да го прецепираме топчето. Добро го прави. Да, и со која рака, нели, треба да се прими топчето, да се исфрли, да се фати другото. Значи, сега оваа дефиниција што ја кажав за креативно време, ја поврзувам со времето кај топчињата. Значи, има поврзаност и со интелигенција. Колку сме поинтелигентни, толку побрзо ќе... Не баш. Не? Затоа што не е интелигенција беше... Чекај, да не бегаме од темава, се држам на тема време. Добро. Вие кога жонглирате, имате недостаток на време, затоа што топчињата многу брзо паѓаат. Дали овој момент го разбираме? Значи, топчињата паѓаат многу брзо. Сега, ако имам јас, кога ќе можам да решам некоја задача поефикасно? Кога имам повеќе време или помалку време?
Па кога ќе го Располагање. завршим? Повеќе време. Кога ќе имам повеќе време на располагање, тогаш можам да ја решам попрецизно задачата. Сега, арно ама, оној што има подобра координација, по логика, ќе ја заврши задачата, може да изведе за побрзо време или повеќе време му треба. Побрзо време. Побрзо. Точно. Што значи дека координацијата се проценува преку брзина на изведба, но и тука можеби Магдалена, како што кажа, интелигенцијата може да влегува, ама овој делов на времето што ни е потребно топчињата да паѓаат, всушност ние треба побрзо да викнеме координацијата на помош и таа треба да ни овозможи креација. Значи, таа треба да ни овозможи креативност за да ја решиме задачата. Ама немаме време. Ја топчињава. И сега сум збунет тука, не можам да го решам тој момент. И координацијата доаѓа, ама не доаѓа, доаѓа, ама не доаѓа. Значи поврзано. Извинете, ја прекинав. Не, значи поврзано со тоа што кажавте претходно на претходниот слайд, со прецизно движење, нели беа 3: агилност, баланс и прецизно движење, значи спојува третото прецизно движење. Се е поврзано во едно. Се тука овде зборуваме за прецизно движење, тоа што е мала група, ама замислете теске видите некаде, кој што се изведува со цело тело. Еве турки ситап што го кажа, значи тоа е со цело тело, тука ви треба ако брзо тргнете да го изведете тоа движење, нема да го изведете правилно. Арно, ама ако полека го изведувате, тогаш е ова креативно време, кое што ја кажува дефиницијата, тогаш имате можност да бидете креативни внатре во латентниот простор и всушност координацијата е вака пластично да се одработи, да има време да застане да испие кафе, па чекај ќе го решам овој проблем, тоа се случува у делови од милисекунда. Значи не се случува вака 30 минути. Топчињава паѓаат, а ние го решаваме проблема. Е сега, имате ли идеја како да го зголемиме ова време кај жонглирање со 3 топчиња, да не паѓаат топчињата толку брзо? Дали може некој друг предмет да искористиме, кој што не паѓа толку брзо? За да го искористиме креативното време како медиум или да ја дадеме можност на координацијата да ни помогне да го научиме движењево со жонглирање на 3 топчиња. Некој полесен предмет можеме. Например? Па не знам, балон. Па балон, точно. Па некои лесни топчиња, ама балонот е најлесен и многу е добар. Значи тој не паѓа брзо и тогаш имате време да видите како се организираат движењата и тогаш го користите креативно во време кое што е спомнато во дефиницијата. И сега, дали треба за секое движење да се објаснува принципот на усовршување, например, на движењата? Не може, имаме милиони, милиарди движења. Ама овие принципи, ако ги знаете дека чекај, ако не може да го научи движењето, значи не може да ја повика координацијата на помош според него, според неговите услови, според клиентот или клиентката. Што ќе направам? Ќе барам брзо да изведува или ќе побарам поспоро да изведува? Поспоро. Поспоро. Или ако и пак не бива, во гимнастика што правите? Го расчленувате движењето. Па го учиш прво едниот дел од движењето, па вториот, па третиот и ако има многу други движења. Значи тоа е тоа каде што ние овозможуваме да има всушност даваме време координацијата да си го реши проблем. Сега да дадам јас некој или мене да ми дадат некоја задача интеграл математика да решам, нема да знам, ама дај ми 10 дена или 1 ден, јас ќе најдам, ќе научам како да ја решам таа математичка задача. Истото се случува и со движење. Координацијава се вклучува тогаш кога ни треба, ако не може брзо да го реши, тогаш треба да го одвоиме, значи да го зголемиме просторот временски и да дозволиме поспоро да паѓаат топчињата. Ако паѓаат поспоро, тогаш ќе направиме таква конекција каде треба све и во позадина е всушност координацијата која што ни помага да го научиме движењето. Дали сме до тука јасни? Да. Ево го Магдалена. Human Motor Intelligence. Се сложувам? Да, се сложувам. Може да се нарече и на овој начин, дека, значи, сега од моје искуство имал и пријатели, колеги и спортисти кои што можеби му треба време да направи проценка за некоја логичка задача или не знае да ја реши, но тоа е некако поврзано со искуство, например да се снајде во некоја институција или не знам.
Арно моторички задачи ги решава безпрекорно. И сега ние не можеме да кажеме дека човеков е неинтелигентен, нели, на општо, а кога вамо на физички план е едноставно брилијантен. Така да координацијата е тука негде може да се стави. Луѓето што имаат добра координација имаат добра моторичка интелигенција на некој начин. Цитирано е тука кај Кейн и кај и некој друг сме правиле со професорката во психологија и професор Јовановски. Океј, што ни треба за координација? Ова исто примерче едно каде што од лично искуство многу едноставно. Не мора оваа вежба, ова е удирање на чекан во гума. Дали некој од вас цепал дрва? И машки и женски. Да. Движењето, јас сум цепал редовно и многу супер вежба ми е. Значи, тоа движење е високо координацијско движење. Тамо многу повеќе треба умење отколку сила. Да, треба и сила, ама ако знаете во кој момент каде да употребите силата, тогаш тој што може да исцепа еден кубик, значи двајца, ако имаме едниот со добра координација или научено движење за цепење на дрва, такозвани цепач, може да среди, например, еден кубик за еден ден. Овој другиот ќе му треба еден кубик 3 дена да ги среди, затоа што ќе се заморува, ќе употребува екстра мускулатура, нема да биде ефикасен во изведба на енергијата, како што беа дефинициите кажани. И едноставно ќе приметите некој што знае да цепа, со која, значи да удира со секирата по цепаниците, по дрвата, со која леснотија го изведува тоа, и овој другиот кој што едноставно не го употребува никогаш движењето. Зошто го кажувам ова? Затоа што оваа вежба е спортисти, сум ја давал многу, ФК работнички, Силекс, едноставно, прво, добро, нормално можеш да приметиш кој работи, кој не работи, кој тепел дрва, кој не, но е супер вежба и за едните и за другите, за активација на скоро цела мускулатура, значи како функционален тренинг за сила, но имате момент особено кај оние што не знаат да изведуваат полека, не брзате, ги учите да изведуваат. На тој начин им овозможуваат да работат нестандардни спортски вежби за тој спорт, значи го оплеменуваат своето моторичко однесување или моторичко знаење со движења кои што не ги знаат. Велосипед знаат сите, ролери можеби некој знае, некој не. Али вакви вежби не ги знаат. И сега функционалниот тренинг интересен кога се комбинира со движења кои што не се знаат. На тој начин вие ги ставате луѓето да размислат, вклучат енергија, го обогатат моторичкото однесување, значи искуството моторичко, тоа е страшно. Они што имаат големо моторичко искуство се махери во спорт и во рекреативни активности, они што немаат само двочекор ќе знаат да направат или само ќе знаат да жонглираат и ништо друго, не знаат велосипед, не знаат да скокат со јаженце, не знаат многу други работи, се плашат на карпа да застанат и слично. Што значи, ова е едно добро примерче каде што нас ни треба координација за изведба на едноставни движења. Абдоминални мускули кога вежбаме ни треба координација, зависно од вежбата, нели? Така да, кога решаваме некој моторички проблем, тогаш се појавува координација прв пат. Ова го кажав многу пати. Значи, кога решаваме моторички проблем, кога учиме ново движење, тогаш решаваме моторички проблем. Не знаеме да скиеме, учиме да скиеме, ние решаваме моторички проблем. Скијањето има многу ликови тамо. Има првиот лик да знам да заплужам, значи скиите се паралелни, да знам да ги донесам во позиција на клин. Нели? Плуг, клин. Зависи која терминологија и каде, дали ќе застанам или да не навлегувам. Значи тогаш ја користам координацијата. Не само за ова, да скокање со јаженце, кажав, за жонглирање со три топчиња, се замислете пируети во скокање во базен, гимнастика елементи. Секојаш кога се соочувам со ново движење, мене ми е потребна координацијата. Ама, кога ги реорганизирам веќе научените моторички движења. Значи, совладаните моторички навики ги реорганизирам. Па, например, подскокнувам со јаженце нанапред, вртејќи го јаженцето нанапред, ова ќе опробаме. Ама подскокнувам наназад.
огромна разлика постои, ако се е исто. Движењата се исти, ја подскокнувам и само движењето од ланките на јаженцето наназад или нанапред прави разлика да пола од колегите, колешките кои што се на настава во тој момент не може да изведат движење наназад. Никогаш не го пробале. И што треба они да направат во тој момент? Треба да ги реорганизираат веќе усовршените моторички навики или таа навика за вртење нанапред. Таа е научена, ја знам да вртам нанапред, ама сега треба да ја реорганизирам за вртам наназад. Во таа реорганизација повторно се појавува координацијата како помош. Таа е таа способност која што ни помага. Или, да, ова го кажав, значи, координацијата не се појавува во веќе научени движења. Значи, нема потреба, кога имаме велосипед, кога возиме велосипед низ град, да ја повикуваме координацијата. Ама, кога возиме велосипед даунхил, на офроуд, значи на патчиња кои што не се бетонски, тогаш многу ни треба координација. А ние знаеме баланс да држиме. Ама ни треба кога да закочам, кога да застанам. Каменче излегло, коренче од дрво излегло. Тогаш веќе учиме нови движења. И повторно ќе видите разлика кој некој што кој знае тоа, ја поминува даунхил патеката без никаков проблем. Или другиот се силнува од велосипед и не може да ја помине. Така да, кај веќе научени движења не ни треба координација. Какви видови на движења може да се изведуваат? Да има огромен број на вариабилитет, значи огромен број на движења нови кои што ја провоцираат координацијата. Ете вид неколку примерчи. Турки ситап, удирање на чекан во, кетлбел, свингање со кетлбел е движење кои што треба да се научи. Дедлифт правилен, чучањ правилен, значи апсолутно треба да се на снечен клин или исфрлање на тек. Тоа е движење кое што треба да се научи. Јас не сум го работел кога сум бил помлад, почнав пред некои 15 на година, ми требаше едно 3-4 тренинга да дојдам блиску до тоа, кај што треба со мала тежина. Значи тука е времето сега. Не ставам голема тежина. Мала тежина, само шипка, само стапче на почеток, сам за да го научам движењето, инаку може белја да направите ако оставите на почетник огромна тежина, пресметана за него, нели, ќе зборуваме кои се тие дозирањето ке сила, дека може да пресметаме која е тежината за подобрување на една сила, друга, трета, и вие ставате 50 кг, он треба да направи снечен клин, например. Нели, да го подигне тегот од дедлифт на гради и да го исфрли горе. Нема, ќе се повреди. Апсолутно. Иако тоа може да не е некоја голема тежина за него, нека биде 20 кг. Повторно ќе настане повреда. Зошто? Затоа што не го знае движењето. Мора да го научи движењето првин, а за да го научи движењето му треба координација. И затоа е убаво да се има вариабилитет, значи да има огромен број на движења и форми на движење. Па ќе пробам јаженце поскокнување наназад, нанапред, па со вкрстување, па вкрстување додека вртам наназад и милиарда други опции, тениски топчиња, исфрлување еден кон друг тениски топчиња на многу различни варијанти, исфрлување наназад од позади како со топка, со баскет околу тело, под нозе, од напред, од назад, под нозе. Ја користам такви вежби за загревање за фудбалерите со фудбалска топка. Значи, го размислува на движењето, не му е досадно, а го раздвижува цело тело. Првите 2-3 минути, например, за да направиме некој вовед во тренинг. Значи, вариабилност на движењето. Оваа вариабилност, че да има што е наследно, оваа вариабилност на движењето горе, што е се во сиво, е основата за правилен моторички развој кај децата. Децата мора да имаат вариабилност на движење. Децата, не знам, must на англиски, како да употребам, мора. Што по голем број на активности. Да не се специализираат рано, туку да имаат активност, најразлични активности. Не ги обесхрабрувате да вие треба да бидете професори по физичко, меѓу другото. Не ги обесхрабрувате децата дека нешто е опасно да се качат на тобоган, например на опачки. Од оздола нагоре, таму каде што се лизга, јас со бабеви со дедовците, страшен проблем има. Не го учи детето така, не треба така да се качува. Мајката, зошто да не треба? Детето сака да се проба, нека проба. Нема ништо страшно, стојам до него, не може падне, го држам. И ќе видите, не може да паднат. Качување на зид. Нема правилно или неправилно, едноставно треба да се дозволи
имагинацијата, особено кај дечињата, да им помогне да прават што поразлични движења, на тој начин интелектот се подобрува. Што поголем број на движења се работи на интелект. Затоа лековме моторичка интелигенција. Различни стартни позиции, веќе ги кажав, значи, например, скокање на напред, тест скок во далечина. Тест скок на назад во далечина. Тоа е за реорганизација на стереотип. Да, пробајте, ќе видите, ќе пробаме и на час. Да, побратен редослед. Значи, еве го тука за тестот зборам. Побратен редослед да се изведуваат. Зголемување на брзината. Знам да жонглирам со топчиња, арно ама, ќе пробам да жонглирам што поспоро, да ги фрлам повисоко, тогаш ќе ми треба координација ако не сум го пробал никош. Или што побрзо, пониско да видат топчињето. Тогаш повторно ми треба координација, вртење на јаженце. Брзо и споро. Вие си знаете со еден ритм да вртите. Кога ќе дое задача да вртите побрзо, се губат повеќето. Зошто? Затоа што тука повторно ни треба координација. Менување на ритм, ставена е скалава тука, затоа што и таа се користи како вежба за агилност или координација. Менување на ритмот е фантастичен. Тогаш треба повторно да се снаоѓат дечињата и возрастниве, за да се снајдат им треба координација. Намалена визија, ова ке голмани е пример дека наместо шутирање со голема топка со мала топка за да може да ја примети, побрзо да воочи, да изреагира побрзо и тука треба, значи побрзо реакција, тука е поврзано повторно со координација, значи не е само брзината. Океј, и да, некога се задава послем тренинг, за да кога сме заморени, да пробаме да најдеме решенија, ама не многу комплексни задачи, затоа што комплексните задачи се директно, се е врзано со централниот нервен систем, но ако сме заморени нема шанса да изведеме нешто брзо. И може да настане проблем беља, така да малку со резерва за овој дел, страгал, внатрешна борба. Ако нема внатрешна борба, ние сме комфортна зона. Не да се мачиме, да се измачуваме и да се бичуваме, мислам, вака вербално кажано, туку мора да има страгал. Денеска станувам и ако денот ми почне со што да правам, не знам што да правам и ќе гледам филм или ништо нема да правам, земи книга, читай многу подобро, барем нешто ќе направиш или учи. Исто и ова страгалот, подобрување на координација помага само кога ги ставаме луѓето во незгодни. Не се незгодни положби, туку состојби, туку нови состојби каде што треба да покаже ново движење, нормално се да биде безбедно. Има ли некој коментар во однос на ова? Не. Мислам дека би требало да е јасно така, барем мене ми е јасно. Океј, што може да се работи? Значи се влегуваме во моментот на второто како да подобрувам координација и претходниот слайд и овој слайд. Нестандардни стартни позиции, споменував да не ги објаснувам, работење во како огледало, значи јас правам едно движење, партнерот или партнерката од другата страна прави друго, истото движење го прави, ама имитира мене. Но, сега, јас правам едно движење, а она прави како огледало, обратно движење, или он. Разбирате, ако рацете се поставени десна рака во узрачи горе, лева рака долу во прирачи, тогаш човекот од другата страна треба да го направи движењето истата рака, а рома кога ме гледа мене, јас го збунувам. Значи, тоа се тие вежби во огледало, кои што може да бидат исти или обратни да се прават. Значи, да ме следи мене или обратно да работи. Да се менуваат просториите на игрите, значи, особено во фудбал, например, се зголемува координацијата и перцепција и сите оние координацијски способности кога го намалите просторот. Шева го викаме, не или рондо или сквер се вика, каде што во средина играат двајца, од страна играат 6-7 играчи, тоа се намалува просторот за да они може да направат добра координација, да знаат каде играчот, каде да префрлат топката, специфична координација. Да, например, нешто работи, жонглира, да, супер, жонглира, ама од стоење да седне. И да продолжи да жонглира, да не паднат топчињата. Од седење додека жонглира да стане. Значи, он го знае движењето или она, ама ние задаваме некоја дополнителна задача. Или додека жонглира да каже, не знам, телефонски број, адреса, матичен број, нешто да раскаже, напише состав за пролета дојде во мојот град.
Changing methods between... Да, добро, да се променуваат овие методски како да се работи. Како да процениме? Сега тука е интересно координацијата, најчесто и ние не задаваме посебен тренинг за координација, него тој се имплементира или посебни вежби на час по физичко за координација. Секој час треба да има координација. Секој час. Не секој час треба да има силови вежби. Не секој час треба да има вежби за издржливост. Не секој час за флексибилност. Координација секој час. Секој час. На почеток, на средина, на крај, во секоја вежба, секаде каде што може ке дечиња, тоа би било фантастично. И сега кои се, ама најчесто по координацијата се користи за евалуација на мислам како критериум варијабла, како проценка на ги користиме движењата за да процениме дали некој има добра координација или не. Така да, што може да процениме? Значи, способноста да се организираат силите и движењата во време и простор. Тоа е прво што кажува. Способност да се реизведат движењата, ама да се задржат овие основните одлики на движењата. Така. И способност да се реорганизираат движењата во некои нови услови. Например, скијате, ама сега ќе скијаме под лабок снег. Значи, подлогата не е иста, различна. Или скијам наназад, тоа е веќе реорганизација доаѓа. Ние како инструктори по скијање и на сноубордери малте не исто, лева не е исто, ама они скијат некако настрана. Јас за да ја гледам групата, дури еден кандидат да е, морам да скијам наназад. Значи, наместо да скијам нанапред, ја скијам наназад и ја гледам групата пред мене и давам инструкции. Значи, тоа е реорганизација на движењата, наместо нанапред, тогаш наназад. Еве една задача. Овде имаме една група и друга група, G1 и G2. На левава страна, они се тестирани иницијално и добиле некои резултати за координација. Не е битно, тоа се обично во време. Значи, колку побрзо време решиле некои тестови. Значи, не вежби, туку тестови за координација. Тест и вежба е различна. Тестот може да биде вежба, вежбата не може да биде тест. Ова мислам дека го решивме. Зошто? Затоа што тестовите имаат проверени метриски карактеристики и точно го проценуваат, не го мерат, го проценуваат оној дел од нас, значи моторички тестови или за моторички знаење тестови, го проценуваат точно она за кој што биле конструирани или се модифицираат за да го проценуваат, ама се проверени. Вежбата не е проверена, вежбата е вежба. И сега се вратам, овде имаме две групи. Како се прави истражување? Истото го споменав и на почеток. Значи, тестирана е G1 групата на лева страна и G2 групата иницијално тестирање, сега, например, и им е зададена некоја програма за координацијски способности на прва група, која што требала 6 седмици. Втората група не работи ништо, таа се нарекува контролна група. И сега ќе ви кажам зашто не работи, малку подоцна. И после 6 месеци G1 групата повторно е тестирана во координација и повторно G2 групата е тестирана во координација. И сега, ај прво да го решиме овој момент. Што мислите, зошто не се дава да работи секојаш во истражување, една група е контролна, не работи ништо, ако имаме некоја програма? Што мислите? Ајде, Марко, или... Да се види резултатот на колку е квалитетот со тоа што се координирале, колку има подобрување. Кај кого да се види и што? G1. Значи, да, ако и двете групи работат, тогаш ние нема да знаеме дали постои разлика, дали програмата имала ефект, така се нарекува. Едноставно може би се подобрила координацијата или некоја друга способност заради некоја друга причина. А затоа ние интервенираме, ставаме овде тренинг фактор, кој што се нарекува во овој случај координацијски способности, вежби или програма, а во другата група не го ставаме тој тренинг фактор, тој фактор кој што не е битен. И многу логично, ова е систем како се прават истражувања. Секојаш мора да има контролна група. Или на едната група и даваат, например, во лекови кои се истражуваат,
даваат на двете групи да пијат таблети, некои апчиња, витамин С. Ама едната група всушност не пие витамин С, само го зема истата форма на апче и не велат има витамин С. На сите им велат има витамин С, а не знаат испитаниците кој пие витамин С вистински, кој не пие витамин С. Всушност пие ништо. А сепак зема некој лек. Тоа се вика пласебо ефект. Сака да го проверат дали сепак може и овие кои што примаат апчиња без витамин С да има некако бенефит. Ако има бенефит, тогаш има пласебо ефект. И на тој начин, ако нема бенефит таа група, тогаш може да кажеме дека да, навистина овие со витамин С апчињата имаат некаков бенефит и може да се користи витамин С-то за да реши некој проблем. Во овој случај ние програмава за координацијски способности, ние витамин С. Овие долу не работат ништо, они имаат пауза, гледат Netflix. И сега, главното прашање. Според она се што кажав за координација, наназад, на сите слайдови, дека се појавува ново движење, ке научење движење не. Какви тестови, ај вака, поедноставно да биде, дали ќе ги дадете истите тестови за координација на почетокот, кои што тестовите за координација треба да решат задача, значи да решат задача, веќе влегувате во решавање на задача со тој тест. Дали ќе ја дадете истиот тест на почетокот за двете групи, 3 нека има 6 групи, и истите тестови за да видите дали има подобрување на координација на крајот од програмата. Не сам дека да. Кој е за да? Да, јас сум за тоа. Кој е за не? Требаше да направам еден пул овде. Че видам дали може нешто да се направи. И топ, може. Чекај. Едит. Ај вака да видим. Ако сум заборавил, така тука има опција за вакво нешто. Да. Овде не. Дали ќе се појави нешто за гласање? Да, чим гласате. Супер, ајде да видиме. Ги гледате резултатите? Па не може само двајца да следат настава од 18 луѓе. Не се гледаат резултатите, ама имаше можност за да не да ставиме, да стиснеме. А ги гледате кај мене на share screen или не? Не ги гледаме резултатите. Нема резултати. Нема, добре, ќе го сликнем ова па. Добро, значи само 8. Добро, не ви ги кажувам резултатите да се. 10 гласале. Ајде, уште 8 можат. Уште 7. Толку другите, некој баба или деда слуша во позадина предавање. 13, 14, ајде, машала, се уклучи и другите членови од фамилија во гласање. Океј, ќе застанам тука, затоа што отприлика ми е јасно, че ќе се да видиме бек, само дали има како да го покажам ова. Овде е серијал for this meeting, ајде, срај. Sample, a view results. А сега гледате, не? Не. Не. Добро. Секунда. Океј, сега ќе смениме на... Сега се гледаат резултатите, така? Да. И сега сите гласате да. Значи вака, да ги дадеме истите тестови на почеток и на крај за координација. Сите гласале да. Ајде се вратам назад. Не ми даде мене опција да гласам, јас ке гласав не. И зошто?
Така се гледа слайдот. Да. Зошто? Дали кога ќе дадете една моторичка задача да ја реши некој, ќе има момент на учење на таа моторичка задача? Да. Дали кога ќе ја дадете уште еднаш да ја повтори, обично тестовите се задаваат еднаш или 2 пати за координација, за брзина 3 пати, за сила не, еднаш, за издржливост еднаш, но за координација еднаш 2 пати се задаваат. Дали со првото задавање веќе имаат информации испитаниците за задачата и ја учат задачата? Да. Сега, ако имаат информација на почетокот на тестирањето за таа задача, и вие ја даете истата задача на крајот на тестирањето, дали покрај програмата, што може би има ефект, може би нема, дали тоа што ја пробале еднаш ќе влие на подобрување на резултатите на контролното тестирање? Да. Сега да го пуштам квизот уште еднаш, за што би гласале? За да или за не? Па повторно за да ја би гласала. Не. Това се објаснив, апсолутно. Да, ама ако е целта, значи ако е целта да се види квалитет, да се види подобрување, тогаш нели координација всушност е за усовршување на нови движења. Ама ај вака, Магдалена. Еви двете групи не работат ништо. Или ај вторава група, таа што не работи. Ќе ги даете еднаш тестовите на почеток. После 6 недели, пази, они веќе ги научиле тестовите. Со една проба се учи тестот. Тоа значи дека штом се учи тестот, тоа значи дека побрзо ќе го реши. Така? Нема да има координација после? Не, Магдалена. Пробај следиме што кажувам. Пробај следиме. Значи, јас ако му дадам на некој да учи велосипед еднаш, Добро. тој е тест за него, знае или не знае, така? Да. Вториот пат кога ќе му дадам, он со каква информација доаѓа по вториот пат? Со предзнање. Има презнање или точно. Има, Магдалена, презнање или нема? Да, има. Истото и кај тестовите. Значи кога ќе го дадеме по втор пат тестовите, они веќе имаат предзнаење за тие тестови. И може да се случи, дали е сега јасно? Да, значи целта е да нема презнаење всушност. Тоа сакам да кажам. Единствена способност која што може би е проблематична, многу проблематична за тестирање, и тестовите се бираат такви да не може да се научат. Инаку, ако се научат тестовите, тогаш ние може да направиме супер програма во овие 6-3 седмици, 2 седмици, не е битно колку, супер програма, ама они да ги подобрат резултатите не на база на програмата, туку на база на и првото искуство, првиот пат кога го пробале тестот. И они веќе го знаат тоа да го изведат и ќе го изведат многу побрзо. Може би нема идеално да биде, ама ќе го изведат побрзо. И ако имаме побрзи изведби на второто тестирање во однос на првото, било која математика да ставите, процентуално ќе има дека побрзо ги направиле, ако ништо друго статистички. Што значи дека нас ќе ни влие веќе наученото движење на почетокот. И сега тука е деликатно, кога се прават вакви програми, намерно го спомнувам ова, кога се прават вакви програми, треба да знаеме всушност да одбереме на вистина добри тестови за координација или да одбереме тестови, малку е зезнато различни тестови да одбереме, затоа што секоја се тестираат во истите тестови. Ама има методи како може тоа да се воведе. Во секој случај, претпоставам дека малку е појасно за сите, што каква способност е координацијата. Ние со секоја проба учиме. Со се што е ново движење, со заштрафување на штрафче или навртка, со штрафцигер или со завртувач, како се нарекува, ние го учиме движењето. Таков е капацитетот на човекот. И при секоја таква активност нас не е потребна координација. Може ова да го искористиме и тука некаде мислам дека би завршиле. Пробајте линков, сакате линков да го дадам на... Да, ајде вака тие што немаат опција да скенираат, ќе го дадам линкот на во месен, може тука во чат, да. Ево линкот во чат. Професоре, може уште еднаш QR код? Може да скенираме? Да, само дали во чат се гледа? Мислам дека се гледа. Само. Окей, супер. Да. Веднаш враќам. QR код.
Извинам, да најдам презентацијата. Беда. Ајде да видам, вака се гледа? Да, да. Дали сега се гледа? Да. Супер. Може. На што ме асоцира зборот координација од се она што кажев? Може да поврзете, мислам дека 3 зборчиња можете во едно поле да напишете 2-3 врзани зборчиња. Такво прашање ги имате на испит. Што е за вас координација? И тука значи ако знаете да кажете било што, нели, а претпоставувам дека ќе биде поврзано со координација, тогаш сме супер. Ако не знаете ништо да кажете, не знаете што е координација како моторичка способност. Нема да погрешите. Сега е час, вежбете се. Ја ќе искоментирам, овие две се одлични. Ги гледаме. Ориентација или перцепција? Добро. Да. Снајдување, да се снајдеш. Точно. Секогаш пробајте да објасните, сега тука нема простор, ама во иднина што да се снајдам? Да се снајдам да изведам, например, ново движење. Точно, да. Тука доаѓа координацијата. Организација, мултитаскинг се сложува мептен. Движење, нешто има, добро. Ме асоцира координација на движење, ама движење има и кај силов тренинг. Движење има и во трчање, каде што нема координација, не ни треба. А ние подобруваме издржливост, нели? Издржливост, подобрување на експлозија на човечкото тело. Не. Еден збор кажем. Не, тука координација нема. Тука има експлозивно движење. Кој што да исфрлиш нешто, не ти треба некоја голема координација, барем на нас. На дечињата може би им треба за да бидат прецизни. Ама ја да земам само камен да исфрлам некаде, било каде во просторот, тогаш има експлозивност, ама нема координација многу. И натре секогаш има некоја меѓумускулна координација, ама не на овој тип каде што ни треба за да решаваме проблем, да се снајдеме, да синхронизираме некои движења меѓу оние агонисти и антагонисти. Точно, латентна способност, агилност, фокус. Што фокус? Објаснувајте ги нештата. Фокус на што? Фокус на решавање на математичка задача или фокус при изведба на движење? Да, ако е при изведба на движење, тогаш ни треба координација. Тогаш таа е координацијата која што ни помага да сме пофокусирани. Супер, имаме 12 до сега. Чекувам уште малку, стиснете ентер за да не должиме повеќе. Стегајте ентер. 14, толку бевме претходно. Ритам, одлично, некој спомна ритам. Супер е повторна латентна способност. Да, значи од вас. Како? Извинете, дали моите ги има затоа што повторно ми се појави како да не сум потврдила? Сега ја не знам кои се твоите. Усогласување и синхронизација на нови движења. Усогласување на нови движења има, синхронизација. Синхронизација, да, тие се првите. Има, да. И сега, еве го слайдот, доволно е. Мислам, ако не знам на мобилен како се гледа, еве уште некој дојде, супер. Мислам уште некој притисна, даде некој инпут. Ако не го гледате слайдот, јас ќе му направам скриншот, па ќе го ставам во презентацијата. Ова се тие работи кои што треба да ги имате како информација, што ве асоцира на координација и вие веќе можете да објасните многу работи за координацијата. Како способност и на испит, и нели реков, не е најбитен испитот. Така да, искористете го, го ставимо, ево, нека става. Да, супер, нека стои тука сега. Да,
ќе се види и за тие што не го слушат следат часот сега. Нешто слично беше од една друга група на луѓе, кои што е дадоа ваков инпут, например. Реакција на сигнал, беат од лева страна. Временско-просторна ориентација, кинестетичка диференцијација, тоа е кинестетичко чувство. Кога правам фини мали движења, да знам точно прецизно кинестетичка диференцијација да направам, дали може конецот да помине низ ушките на иглата. Значи, таа е таа кинестетичка диференцијација. Чувство за ритам, го кажавте, мобилити, движење, генерално координација, као координација, ова се појавуваат во ментиметар секој зборчињата што најмногу се спомнуваат или што најмногу асоцираат на насловот. Human motor ability, окей, селектирање на адекватни движења, синхронизација на движењата, ориентација во простор, баланс. Ние сме тука негде сме, дури и поинтересни варијанти имате дадено на наш македонски јазик, така да окей сме, супер овој дел. Кога координација? Тешко да се процени, координацијата не е потребна секогаш. Најмногу велат книга 7 до 11 години, но координацијата, како што кажа, треба од најмала возраст да се дава на дечињата да совладуваат нови движења. Проблематичен е пубертетот, ќе го споменеме во онтогенеза. Пубертетот, тука се губи малку координација, не дека може да се каже дека се губи, туку на кој начин всушност ние гледаме дека се губи. Движењата се некоординирани затоа што лостовите или коските се издолжуваат. Расте целиот обем на телото, волуменозност, тежина и тој што координира натре, тој јас или некој што е натре, или координацијата, она се соочува сега со нов проблем. Чекај, вчера беше 30 кг, сега е 40 кг, ја треба да направам нов шаблон на движење. Тоа исто како нов шаблон на движење на подигнување на шипка со тегови. Не е исто подигнете 30 кг, не е исто подигнете 50 кг. Така да пубертетот е тука малку не проблематично, тоа е супер период, но него треба да се има во предвид. И не ја губиме координацијата. Само се соочуваме со нови задачи. Значи, ако има некои систематски нарушувања на централниот нервен систем, тогаш да. Но кај здрав човек и нормално кој што се развива не губи координација. Само се соочува со нови движења. Дали координацијата зависи од моторичките навики, например дека мора да сте силен за да изведете жонглирање со топчиња? Не зависи. Дали мора да сте силен за да протнете или силна за да протнете игла низ конец низ игла? Не. Важно, треба сила, ама не екстремна сила. Нели? Таа е поврзаност. Затоа е ставено ова ability related. Супер истражување за сензитивни фази. Кај староста, каде што имаат направено едно лонгитудинално истражување од прва оделение па до тамо 20 годишна возраст, како се подобрувала координацијата кај луѓето. Ќе дам вака на овој начин со слайдови за да може да се гледаат. Ова е еден тест за слайд и тука мислам дека ќе завршиме. Имам 2-3 теста, на брзина ќе ги поминеме. Најверојатно се гледа, значи ова е координација во простор, каде што задачата е што побрзо да изведе правилни движења. И сега гледајте, од тука оди наназад, треба кимоното да го фати со коленици, оди нанапред, треба да направи колут назад, значи не колут напред, колут назад, 2 колута назад и да застане. Ај уште еднаш ќе го скоро направам да не оди толку брзо. И сега ова е правилна изведба и се мери времето што побрзо може да го помине. После ќе видите неправилни движења кои што едноставно не се земаат во калкулација. Овој тест според Курелич, мислам дека беше, го има кај Топ Енд Спорт, дава всушност, еве ги неточните варијанти, е добар за проценка. Добар за проценка на координација. Значи, ако излегува надвор од татамито, ако не може или го испушти како се вика кимоното, тогаш едноставно не се земаат во предвид. Зошто? Затоа што испуштањето на кимоното, излегувањето надвор од душеците, тоа е се знак дека ние немаме просторна координација.
и едноставно не можеме да го земеме во предвид. Така е координиран тест. Ова е еден Illinois agility тест од левова страна, кој што најчесто се употребува за спортски игри. Само кажете ми, слайдовите се гледаат, така? Да. Супер. Да. Ова е еден Минесота тест кој што се работи особено во рехабилитација на луѓе кои што имале проблем со централен нервен систем и е супер за проценка на нивниот за успехот. Шустност, чека да видиме кај ни е овој тест, зашто не тргнувам. Аха, ајде да видим вака. Треба да го барам по интернет. Добро, ајде. Дали гледате сега све? Да. Сакам да го покажам, а не знам зашто го нема. Uusimmat puhelimet, edulliset liittymät ja tuhansittain tarvikkeita Prismasta. Ja S-etukortilla saat bonusta jopa 5%. Окей. Чекай, видиме тестот, само да си го ставам јас овде линкот, не знам зашто не го немам. Супер, после ќе го средиме овој дел. Complete Minnesota manual dexterity. Значи, ова е менуел, значи настоки како да се изведе manual dexterity тест, значи тест за мануелен тест за проценка на координација. Че мислам дека вака ќе се гледа. Само не го гледаме YouTube-от, туку гледаме ова на Word. Само Што слайд гледате? да гледам. Само слайд да го гледате. Чекај, ајде, опак прек. Океј, сега гледате YouTube најверојатно, така? Не, И пак слайд просто. Се извинувам. На два монитора сум ми прави проблем. А не сме да прави проблем. Сега што гледате? Сега го гледам YouTube видео. А чекај, а вака кој ќе направам? Да. Се гледа? Сега е на full screen. На full screen е сега. На full screen, да. Прески исто го прави. И сега гледај, финтата е да... Чекај само да видам. Да. Значи, гледајте, не објаснувам, гледате што се случува. Значи, веќе има шаблони и веќе има пулови некои како оние хокејарски топчиња малецки, кои што треба на различни начини, што побрзо, пазете кај луѓе што рехабилитираат, дури повреда на рака, каде што централниот нервен систем е допрен и други системски централни повреди, значи на глава и слично, не се бара движење, овој тест може да биде и вежба. Ама со секое вежбање всушност они проценуваат дали се подобрува координацијата. Значи ова е сега за најчесто за клинички случаеви. И сега мислам дека ќе даде насока што треба да направи. Значи треба по овој редослед да ги става. Значи прво да ги реди во колони. Така. Само да видам, најверојатно треба и сите понатаму исто да ги реди, значи по колони. И сега опак гледате се менува. Значи ова е веќе проценка на и падна едното, па не се смени, па употребува друга рака. Тоа се све визуелни проценки кои што може да процените од каде почнува прво. Значи, дали ќе почне од озгора или од оздола. Инструкцијата беше од озгора да се почне. Особено во клинички случаи, значи ова може да се земе како проценка дали нештото добро се одвиваат или не. Сепак се работи за координација. Како што кажав. Другата опција е дека треба да ги преврти.
овие половите и така натаму. Нели? Па сега дали употребува една рака или две раце? Ако не е зададено, ако е зададено само една рака, тогаш тоа е супер. Ако дадете дека е отворено, може да процените дали дечињата или возрастните се снаоѓаат, дали ќе го употреби втора рака или не. Затоа што треба аутобокс да се размислува секогаш. Ако ви кажам што побрзо да го решите проблемот, ја најверојатно би употребиле две раце, не една. Значи, третата опција, не знам, приметувате да ги промени на овој начин. Нели? Че да има што има друго нешто. Интересен е, се употребува многу во клинички случаеви, со една рака да работи, па по кои шаблони да оди, че многу интересен. И сега тука луѓе што имаат проблем со централен нервен систем може да се збунат, значи не може да го фати шаблонот по кој што оди. Нели? Само да што има нешто друго. Значи еве го третата опција, да ги превртува, нели, на назад кога ги реди па да ги превртува. Верувајте, вака делува лесно, ама луѓе кои што имаат проблем со централен нервен систем или дечиња во развој, може да настане проблем, например, немаат фокус, па се дефинираат разноразни сега модерни болести се нарекуваат вистина, некаде постојат, некаде можеби не во таа фаза АДХД или слично, кој што ја не сум специјалист, ама фокусот може да се процени преку вакви тестови кои што едноставно знаеш дали го изведува добро или не, дали греши, дали има фокус, дали нема фокус. Еве различни примери на како да ги решава. Ако е за вежба, не мора да биде брзо. Ако е за тест, треба да е брзо. Ама и за вежбата може да се зададат побрзо да ги работат. Океј. Дали ова се гледа сега? Да. Повторно неам со топчиња. Варијанти, ова ќе го направиме во сала. Значи разни вежби со топчиња. Enable content. Сега, да. Enable content. Ова се гледа? Да. Да. Супер. Значи, еве некои вежбички со палка, ќе ги пробаме во сала. Значи, само подфрлување на палката нагоре, секојаш едната рака по-силно ќе фрла. Опа. Значи, секојаш едната рака, се овде идејата е да направам за 90 степени. Ама ако се вратам назад, можам со едноставни движења да се мониторирам дали навистина палката лета хоризонтално надолу или не. Или едната дланка ја исфрла повеќе, посилна е, или по-несилна. Што значи дека јас треба всушност да направам меѓумускулна координација, да се учам од движење во движење, да се учам. Следна задача може да биде ротација за 90 или за 180 степени. Значи, ако трнало од хоризонтална положба, да дојде до хоризонтална положба. На овој начин јас повторно ги координирам моите мускули, ама тоа што координира е задачата. Всушност, тоа што координира е координацијата. Тоа сакам да кажем. Можам ова видео, ако сакате, го споделам долу, топчиње. Значи, исфрлање од рамо, исфрлање од гради, исфрлање од чело, па дали лета топчето вертикално нагоре или не. Дали лета на една страна повеќе или на друга, тоа значи дека не сум употребил доволно мускулна координација како што треба. Некои дечиња не го знаат ова. Убаво е да ги научите, да пробате, ќе биде интересно, па да се подаваат дали сами, дали со некој друг да се подаваат, нели? Најразни примери на движење кои што ќе ги скокнам, можете да ги прегледате сами, исфрлување на палка со партнер. Значи да ја фрлам палката да лета да се заврти за 90 степени, не повеќе. Значи само за 90 степени. Еве ја не го направив како што треба. За 90 степени. Значи еден круг на опа, овде е за 720 степени се заврти. Добро, да ја исфрлам палката да лета вертикално. Значи да го контролирам движењето да лета палката вертикално. Да исфрлам палката да направи круг параболичен. Опа. Значи повторно да дојде во крајна положба да дојде вертикално. Да се снајде, прв пат работи испитаникот, испитаничката и приметува дека движењата не се толку фини, прецизни како што овој од деснава страна јас што ги работам. И тука проверувате кој каква координација има од движење во движење, каква способност на координација. Сега, ова беше снимано за корона. Давав насоки на дома да пробуваат. Значи две палки, едната лета од озгора, другата лета од оздола.
не е финтава сега вежбите да ги анализираме толку, ама дека се ова што се работи, всушност ме тера во позадина координацијата да ја вклучим и да се само евалуирам. Дали добро сум го извел свиокот во скијање, дали добро сум го извезел велосипедот. Ако не, тогаш правам фидбек сам на себе и еве различна задача, почетна положба. Ако беше едниот од дозгора, другиот од доздола, сега обратно. Што треба да направам? Треба да се завртам што повргува палката да не ја буткам. Ајде да видиме од лева страна како ќе направи. Не смее да падне палката. Добро, браво. Значи сега тука има моменти дали да не ми се заглави долу и слично. Исфрлање на топчиња еден кон друг. Значи, ако е задачата да исфрлам од рамо, да биде од рамо. Ако е од гради да биде. Ако е од чело да биде, да лета топчето параболично јас како што сакам. Че ја да си направам само евалуација на себе дали топчето лета добро или не. Што беше ова? Нешто закочи. Хоп, од позади. Супер, значи топчето ја го исфрлам од позади, ама да дојде таму каде што сакам. Че што има друго? Две топчиња. Одлично. Со две топчиња. Истите варијанти со две топчиња. Уште едно да видам и доста ќе видам. Жонглирање со топчиња. Добро, со две. Доволно е со две топчиња да почнем. Значи, жонглирање со две топчиња. И ова е некогаш проблематично. Ова, истото да го пробаш, например, да жонглираш со две топчиња, па да седнеш или да станеш. Сите нови движења што се вклучуваат ја провоцираат координацијата. Што има? Две топчиња со една рака, изгледа три ги поминав. Како и да е. Чедем. Со две топчиња со две раце. Не сум ги поминал, значи две топчиња ма со една рака. Па лева со десна. Па сега со три топчиња, например, арнама да пробам и да седнам. Че видам дали можам да седнам? Да, изгледа дека ќе па ниско, нели брзо да бидат топчињата, ама и повисоко. Во изменете услови да жонглира и плюс да седне. Значи, пази, менува позиција, треба да се смени и движењето на топчињата. Ја би одел да ги фрлам повисоко сега. Мора да ги фрлам повисоко, затоа што ми треба време, Магдалена што зборувавме, креативното време, за да го решам проблемот на седење. Од тука треба да станам, повторно треба повисоко да ги фрлам топчињата, за да го решам проблемот. Нека стои вака еден час за координација, што се може да се работи и јас имам толку. Некој коментар, прашање или забелешка за темава или надвор од темава? Професор, ако може да поставам прашање, дали другата недела во петок ќе држиме час заради празникот? Празник е. Добро. Што е петок? Великден? Да, Великден. Да, Великден. Не, нема да држиме. Може во среда да држиме? А четвртак е празник или не? Да. И четвртак е празник? Не. Четврток што имате? Не е празник. Добро, четврток што имате? Кинезиолошка антропологија. Добро, може попладне да одржиме. Може. Кога завршувате со кинезиолошка антропологија? Првата група е до 12, мислам. Втората е до 1 сатот. До 1. А кога почнувате во 11? Да. Да.